Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Дали некогаш си наблюдувал како птиците преселнички се собираат на електричните жици пред да одлетаат? Дали тогаш стануваат желни да патуваат? Секоја година птиците преселнички, ластовиците и штрковите заминуваат на југ, речиси во ист ден секоја година. Кој им кажува дека е време за преселување? Бог, Создателот, ги направил такви. Тие ги почитуваат неговите упатства и тоа им ги спасува животите. Некои птици летаат речиси 9000 километри и напролет пак се враќаат во истото гнездо. Зар тоа не е чудо? Може би имаш слушнато за американскиот златан свиркач. Таа птица живее на Аљаска, на место каде што земјата никогаш не се одмрзнува целосно. По 26 дена од јајцето се испилува пилето. Негова омилена храна се брусницата и дебелите гасеници. Пораснува колку гулаб, а пердувите му стануваат блескаво златно зелени. Не може да оди многу добро, но може добро да лета. Тоа е поважно за птицата, зашто својот зимски одмор го поминува на Хаваите. Тоа значи дека птицата треба да лета непрекинато 88 часа. Неговите патувања се голема тајна за научниците. Пред полетувањето се здебелува за половина од телесната тежина. Замисли тоа да ти се случи тебе. За време на неговиот лет мафта со крилјата горе-долу 250.000 пати. Можеш ли да направиш 250.000 склекови без да се одмориш? Ако птиците имаа брзинометар, ќе знаеа дека летаат со брзина од 46 км на час. Американскиот златен свиркач, кога ќе полета, тежи вкупно 300 грама и согорува 0,6% од телесната тежина на секој час. Пресметката покажува дека со таква голема потрошувачка, тој треба да падне преморен во морето речиси 800 км пред да стигне до својата цел. Но тоа не се случува, бидејќи овие птици летаат во V-формација, каде што се менуваат која птица ќе биде на врвот и на тој начин штедат енергија. Златниот свиркач ги следи упатствата кои Бог ги ставил во него. Без компас и план за летање, лета ноќе и низ облаците. И покрај тоа што младите птици никогаш не биле на Хаваи, сепак го наоѓаат малиот остров среде големиот океан. Тоа не е случајност. Тие ги следат добрите упатства на Бог и му ги пеат своите благодарни песни. Ке го направиме ли истото? Божиите добри упатства за нас се во Библијата. Секој што ги следи, ке стигне до крајната цел. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!